Во најдождливиот април, вода нема за оризарите од кочанското село Бања. Ова е резултат на одлуката на водостопанство Брегалница од пред неколку месеци, кога поради тогашната суша беше решено нивите во овој дел да не добијат вода од системот. Од тогаш хидролошката состојба се промени, но не и одлуката на водостопанството, па оризарите од ова село се револтирани. Браната е полна со вода, дори таа се прелева, нашето поле е суво. Што е политика или планове, ние не знаеме. Знаеме да ги по 5 пати спремаме нивите, тие обратнуваат со коров одново и чекат вода. Превише средства потрошени за нафта, нивите се повише пати, повише ѓубри некои имат фрлено, повише пати се спремат за ориз, пошто излева трева и сега он кочат работа не пушти водата. Готовите пари од прошлата реколта од оризот, да речем дека сум ги потрошил. Може да сум потрошил 1000 евра више за нафта. А дома сме фамилиарно, никој не сме на работа, од тоа живееме. Промена на планот, овдешните земјоделци директно побарале во водостопанство. Денеска бевме тамо, не прими, некна бевме, не сакаше да разговара со нас. Побаравме помош од градоначалникот на нашата општина. Тој не можеше никако да ни помогне. Доколку вода низ каналите не потече овие денови, сеидбата ќе доцни. Штом се касни, вегетацијата знае 115 дена од прилика треба да види. Не може да созрее оризот и готово. Ние сме понову загуба, нема потребни да не полето. На ваква мака се над 50 на земјоделци од Бања, на кои екзистенцијата им зависи од нивите. Не сакаме да излајаме надвор од нашава земја, сакаме да го работиме оно што веќе имаме и ни го пружила природата. Од друга страна, од водостопанство тврдат дека сите ниви предвидени со планот за наводнување веќе имаат вода. Оттаму потенцираат дека планот е утврден минатата недела и засега не најавуваат можност за негова промена.